Народната банка на Република Северна Македонија, како централна банка на земјата, во процесот на пристапување кон ЕУ, постојано се стреми кон усогласување на своите активности со правилата, регулативите, политиките и стандардите на европскиот систем на централните банки. Твининг проектот, инструмент за соработка финансиран од ЕУ меѓу земјите членки на ЕУ и земјите кориснички, беше еден од чекорите на патот кон усогласувањето со законодавството на ЕУ и најдобрите меѓународни практики и практики на ЕУ. Централните банки на Германија и Хрватска соработуваа со Народната банка на Република Северна Македонија 18 месеци, од кои 12 во тежнати пандемиски околности, и работеа на транспонирање на законодавството на ЕУ и зајакнување на институционалниот капацитет. Специфичните цели на проектот беа подобрување на ефикасноста, давање отчетност и обезбедување стабилност на финансискиот сектор, како и подобрување на функционирањето на платните системи и услуги, банкарската регулатива и супервизија, статистиката и економските истражувања, но крајниот резултат од проектот ќе биде од корист на сите македонски граѓани. Народната банка е одговорна за промовирање сигурни, стабилни и ефикасни платни системи. Преку хармонизација со правната рамка на Европската Унија, нашиот пазар на платежни услуги станува поефикасен, конкурентен и иновативен. Со иновациите, особено во финансиско-технолошкиот сектор, ќе се збогати понудата на производи на услуги со нови дигитални и технолошки напредни решенија, овозможувајќи им на граѓаните полесно иницирање на плаќањата. Најрепрезентативните услуги, поврзани со платежните сметки и надоместоците за нив, ќе бидат објавени на веб страницата на Народната банка. Тоа ќе им помогне на граѓаните да ги разберат и да ги споредат полесно надоместоците со цел да се зголеми транспарентноста и конкуренцијата и да се намалат трошоците на граѓаните. Конечно, преку соработката и примената на добрите практики на ЕУ, ќе се спречи перењето пари и ќе се зајакне борбата против финансирањето на тероризмот. Со банкарската регулатива и супервизија се контролираат и се оценуваат ризиците на кои се изложени банките, вклучувајќи ги кредитниот и ликвидносниот ризик со цел подобрување на заштитата на финансиските средства на граѓаните и транспарентноста на пазарот. Кредитниот ризик представува ризик од загуба за банката, што се јавува кога нејзиниот клиент нема можност за намирување на своите обврски кон неа во договорните услови. Ликвидносниот ризик представува ризик од загуба, што се јавува кога банката не може да обезбеди доволно парични средства за намирување на своите обврски во рокот на нивното достасување. Банката треба да воспостави да примени сеопфатна рамка за управување со кредитниот и ликвидносниот ризик, вклучувајќи прифатливо ниво на ризик, политики, лимити, систем за известување и активна улога на управниот одбор и другите органи. Додека банките мораат да управуваат со кредитниот и ликвидносниот ризик, Централната банка мора да го оцени управувањето со овие два ризика. Постојаното оценување на рамката за управување со кредитниот и ликвидносниот ризик е важна супервизорска активност, вклучувајќи го и оценувањето на управувањето со лошите пласмани на банка. Веродостојноста и објективната статистика представува основа за донесување одлуки за економските политики и обезбедување независни, бесплатни и висококвалитетни информации за економијата. Таа се заснова на заеднички утврдени принципи, стандарди и методологии. Народната банка составува и обезбедува макроекономски статистики. Најновата статистика во рамките на портфолиото на Централната банка е статистика за финансиските сметки. Таа ги прикажува состојбите и тековите на финансиските средства и обврските на секторите во домашната економија и со остатокот од светот. Подобрувањето и развојот на системот за составување финансиски сметки ќе придонесе за исполнување на обврските Народната банка поврзани со финансиските сметки, согласно со програмата за трансмисија на ЕСС 2010 година и барањата на ЕЦБ. Анализата на финансиските врски во економијата ќе ги прикаже промените во изворите на финансирање и во финансиското богатство на секторите во економијата.
Со новите избогатени податоци за статистиката на финансиските сметки ќе се носат подобри одлуки засновани на докази за целите на финансиската стабилност, различните економски политики, академските истражувања и процедурата за макроекономски неравнотежи. Кога имаме подобри податоци, носиме и подобри политики, чија цел е подобар живот на македонските граѓани. Економистите кои работат во Народната банка редовно спроведуваат економски истражувања интерно и во соработка со надворешни експерти. Тоа придонесува и за подобрување на процесот на донесување одлуки за монетарната политика и за развојот во областа на применетата економија во земјата. Клучниот производ од оваа проектна компонента е изготвениот работен материјал во кој се истражува улогата на движењата во финансискиот сектор и се објаснуваат макроекономските периодични промени во македонската економија. Трудот се темели на модел кој што ги опфаќа односите помеѓу банките, домакинствата, предпријатијата, Централната банка и државата и начинот на кој шоковите во финансискиот сектор влијаат врз економијата. Заедничката истражувачка работа со експертите од ЕУ придонесува за градење на капацитетите на Народна банка и за промовирање на анализата преку истражување на политиките во областа на монетарната и макроекономската политика. Конечно, со ово истражување и со подобрените знаења и вештини на истражувачите од банката ќе се обезбедат подобри препораки за носителите на монетарните одлуки, а од соодветно подкрепените одлуки за политиките несомнено ќе имаат корист сите граѓани на земјата, како и македонското општество во целост. Сите ние го цениме значењето на водење добра монетарна политика ширум Европа, која што е клучна за поддршка на економијата во време на криза и после неа.